Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. है आसमान के तारे गवाह सूरज चांद है आसमान के तारे गवाह सूरज चांद. Исламските учења за верноста и љубовта кон секоја држава. Воено седиште, Кобленц, Германија, 2012 година. Бисмиллахир рахманир рабин. Во името на Аллах, милостивиот, дарател без барање, со милосен. Почитувани гости, еселаму алейкум, верахметулахи ве берекатуху. Мир и Аллаховите благослови нека бидат на вас. Јас, пред се, сакам да ја искористам оваа прилика на сите да ви се заблагодарам што ме повикавте во вашето седиште и што ми дадовте прилика да кажам неколку збора. Како поглавар на Ахмадија муслиманската заедница, јас сакам да ви зборувам за учењето на Исламот. Меѓутоа, тоа е толку широк предмет, што не е можно да се опфати за краткото време кое ми е на располагање. Според тоа, неопходно е да се задржам и да се концентрирам на едно гледиште на Исламот и за тоа да ви зборувам. Додека размислував за кое од гледиштата на Исламот да зборувам, националниот председател на нашата заедница овде во Германија, Абдула Вагишауер, побара од мене да зборувам за исламското учење кое се однесува на љубовта и верноста кон својата држава. Ова ми помогна да донесам одлука. Затоа сега накратко ќе ви ги раскажам одредените гледишта на Исламот за оваа проблематика. Лесно и едноставно е да се зборува за верноста или да се слушнат зборовите верност и љубов кон својата земја. Меѓутоа во реалноста, овие неколку зборови опфаќаат нешта кои се широки, преубави и длабоки. तो हो सके जो करो बार बार कर देखो. Навистина е тешко потполно да се опфати и разбере што навистина овие зборови значат и што всушност бараат. Во секој случај, во краткото време кое ми е на располагање, јас ќе настојувам да го објаснам исламскиот поим за верност и љубов кон својата земја. Прво и најважно, темелен принцип на Исламот е дека зборовите и делата на човекот никогаш не смеат да покажуваат било каков облик на двојни стандарди или лицемерство. Вистинската верност бара однос изграден на искреност и честност. Таа бара тоа што човекот го покажува надвор да биде исто со тоа што се наоѓа внатре. Кога се работи за националност, овие принципи се од најголема важност. Поради тоа, неопходно е граѓанинот на било која земја кон својата нација да создаде однос на искрена верност. Воопшто не е важно дали тој е роден во таа држава или државјанството го стекнал подоцна од како се доселил или на некој друг начин. Верноста е голема доблест и луѓето кои овој атрибут го покажале на највисок степен и најдобри стандарди се Божји пратеници. Нивната љубов и врска со Бог била толку силна што во сите работи ги имале во вид неговите наредби и се бореле во целост да ги применат без оглед на се. Ова ја покажува нивната преданост и нивниот стандард на верноста. Според тоа, нивниот стандард на верноста треба да го земеме како пример и мостра. Меѓутоа, пред да продолжам понатаму, неопходно е да разјаснам што всушност се подразбира по зборот верност. Според учењето на Исламот, Дефиницијата и вистинското значење на зборот верност
е јасно исполнување на своите завети и договори на секој ниво, во сите околности, без оглед на тешкотиите. Ова е вистинскиот стандард на верноста кој Ислам одговара. Во чесниот Куран многу често се појавува наредбата муслиманите да ги исполнуваат своите завети и договори, бидејќи од нив ќе се бара одговорност за сите обврски што ќе ги преземаат. На муслиманите им е наредено да ги исполнат сите договори, вклучувајќи ги и оние кои ги направиле со семокниот Бог, како и другите завети, помалку или повеќе важни. Во врска со ова, луѓето можат да се запрашаат дали е тоа правилно со оглед на тоа дека муслиманите тврдат дека Бог и религијата се најважни за нив, од што може да следи дека нивниот завет на верност кон Бог ќе биде нивниот приоритет и дека нивниот договор со Бог ќе биде она што е највредно и над се друго, и тоа ќе настојуваат да го исполнат. Поради тоа може да се јави сомневање дека верноста на муслиманите кон својата нација и нивниот завет дека ќе се држат до законите на државата за нив ќе бидат дури и второстепено значење. Оттаму, во одредени прилики, може да се случи заветот на својата земја да биде жртвуван. За да одговарам на ова прашање, сакам да ви кажам дека честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, намерно подучувал дека љубовта кон својата држава е дел од верата. Според тоа, искрен патриотизам се бара во исламот. Вистинската љубов кон Бог и исламот од човекот бара вистински да ја сака својата држава. И оттаму е јасно дека не постои судир на интереси помеѓу човековата љубов кон Бог и љубовта кон својата земја. Бидејќи е наложено љубовта кон својата земја да биде дел од исламот, сосема е јасно дека муслиманот мора да се бори да ги исполни највисоките стандарди на верност кон својата избрана земја, затоа што тоа е средство за приближување кон Бог. कर देखो अटल चट्टान है सरमार मार। Од таа причина, невозможно е љубовта на вистинскиот муслиман, кој тој ја има кон Бог, да се покаже како препрека или граница која ја попречува, за да ја покаже вистинската љубов и верност кон својата земја. За жал, можеме да видиме како во одредени земји религиските права се попречени или дури и потполно непризнаени. Поради тоа, другото прашање кое може да се појави е дали луѓето кои државата ги прогонува можат да ги задржат чувството на љубов и верност кон својата нација и земја. Со голема тага ќе ве известам дека таквата ситуација постои во Пакистан и дека со одлука на владата е донесен закон против нашата заедница. Така, во Пакистан, сите ахмади муслимани со закон службено се прогласени за немуслимани. Од тогаш им е забрането да се нарекуваат муслимани. На ахмади муслиманите исто така им е забрането да му се обраќаат на Бог на начин како тоа го прават муслиманите или да постапуваат во склад со било која исламска пракса или обичај кој би можел да ги означи како муслимани. Така, самата држава во Пакистан, членовите на нашата заедница ги лишила од основните човечки права, како што е обраќањето на Бог. Имајќи го ова на ум, сосема е природно да се запрашаме како можат да продолжат да ја покажуваат верноста кон нацијата. Морам тука да објаснам дека онаму каде постојат такви исклучителни околности, тогаш законот и верноста стануваат две одвоени прашања. Ние, ахмади муслиманите, веруваме дека религијата е лична работа на секој поединец, бидејќи во верата нема принуда. Според тоа, таму каде што законот се меша во ова право, несомнено тоа е израз на голема суровост и прогонување. Навистина, таквото прогонување кое државата го одобрува, кое во текот на годините се случувало, осудено е од мнозинството. Ако ја погледнеме историјата на Европа, можеме да видиме дека луѓето на овој континент исто така биле жртви на религиски прогон
и како резултат на тоа, повеќе илјади луѓе биле принудени да се преселат од една земја во друга. Сите честни историчари, влади и луѓе сметаат дека овој прогон е крајно суров. Во такви околности, каде прогонувањето ги поминува сите граници и станува неподносливо, Исламот препорачува дека луѓето треба да го напуштат градот или земјата и да се исцелат таму каде ќе бидат слободни да ја практикуваат својата религија, на мира. Меѓутоа, заедно со ова упатство, Исламот исто така подучува дека под никакви околности ниту еден поединец не треба да го зема законот во своите раце и дека не треба да учествува во никакви планови за завера против својата земја. Ова е сосема јасна и несомнена наредба која ја дал Исламот. Наспроти страшниот прогон со кој се соочуваат милиони ахмади муслимани, продолжуваат да живеат во Пакистан. Без оглед што се дискриминирани и подложени на суровост на сите полиња од нивниот живот, тие сепак продолжуваат да одржуваат однос на потполна верност и вистинска приврзаност кон својата земја. Каде и да работат, каде и да се сместени, тие постојано се обидуваат да и помогнат на нацијата да напредува и да успее. Со децении противниците на Ахмадијатот, како изговор за односот кон него, зборуваат дека Ахмади не се верни на Пакистан, но никогаш не биле во состојба ова да го докажат или да покажат било каков доказ за своите тврдења. Наместо тоа, вистината е дека Ахмади муслиманите, кога и да имало прилика да се направи жртва за Пакистан, за својата земја, секогаш стоеле начело и постојано биле подготвени да направат секаква жртва за државата. Иако се и самите жртви и мети на законот, Ахмади муслиманите се тие кои го следат и се држат до законот на земјата подобро од било кој друг, бидејќи тие се вистински муслимани кои го следат вистинскиот ислам. Другото учење кое честниот Куран го дал во поглед на верноста е дека луѓето треба да се држат подалеку од сите непристојни и несакани работи кои имаат било каков облик на побуна. Убава и особена одлика на Исламот е тоа што тој внимателно не го свртува на крајниот исход, каде последиците се исклучително опасни. Наместо тоа, тој не предупредува на сите помали прашања кои делуваат како средство за постигнување на целта, водејќи го човештвото низ патот полн со опасности. Според тоа, ако исламското упатство се следи како треба, тогаш било кое прашање може да биде решено пред ситуацијата да ескалира. Например, ситуација во која земјата може тешко да се оштети е финансиска лакомост од страна на поединец. Често луѓето подлегнуваат на материјални желби кои излегуваат вон контрола, и таквите желби на крајот човекот можат да го доведат до предавство и дури до предавство на својата земја. Дозволете ми тоа да го објаснам. Во арапскиот јазик се употребува зборот бакха, за да ги опише оние луѓе или оние постапки кои предизвикуваат повреда и штета на својата земја. Тоа се однесува на оние кои погрешно се однесуваат и нанесуваат штета на друг. Тоа исто така ги вклучува измамниците кои настојуваат да стекнат средства на незаконит и на неправеден начин. Тоа се однесува и на оние луѓе кои ги поминуваат сите граници и предизвикуваат повреда и штета. Исламот подучува дека од луѓето кои се однесуваат на ваков начин не може да се очекува верност, бидејќи верноста се преплетува со високите морални добродетели. जो मेरी मानो तो इज्ज़ इख्तियार। Верноста не може да постои без високи морални вредности, а високите морални вредности не можат да постојат без верноста. Вистината е дека различни луѓе можат да имаат различни мислења за високите морални стандарди, сепак Исламот како религија во средиштето го има само барањето на Божјото задоволство. Според тоа, на муслиманите им е наредено секогаш да постапуваат само на начин на кој Бог е задоволен. Накратко, според исламското учење,
Семокниот Бог ги забранил сите облици на предавство или побуна против својата земја или својата влада, затоа што побуната или отпорот кон државата е закана за мирот и сигурноста на нацијата. Навистина, таму каде што избива внатрешна побуна или спротивставување, истото го разгорува пламенот на надворешното спротивставување и ги охрабрува луѓето однадвор да го злоупотребат внатрешниот немир. Оттаму, последиците на неверството кон својата нација можат да бидат далекусежни и големи. На тој начин, било што може да предизвика штета на нацијата, што е вклучено во терминот бакха, кој го опишав. Имајќи го сето ова на ум, можеме да кажеме дека верноста кон својата нација бара човекот да покаже трпение и морал и да ги следи законите на земјата. Општо говорејќи, во модерното доба, повеќето влади се демократски. Поради тоа, ако некој сака да ја смени владата, тогаш тоа треба да го направи, следејќи го соодветниот демократски процес. Нивните гласови треба да се слушнат на гласачкото место. Гласовите не треба да се даваат на база на лични интереси, впрочем, исламот подучува дека гласот треба да се даде со чувство на верност и љубов кон својата земја. Поради тоа, човекот треба да гласа со мисла за подобро на државата. Поединецот не треба да ги гледа своите лични приоритети и од кој кандидат или партија може да извлече корист. Наместо тоа, својата одлука треба да ја донесе разумно и да процени кој кандидат или партија најдобро ќе и помогнат на државата. Клучевите на владата се од огромна доверба и затоа треба да бидат предадени само на партијата за која гласачот искрено верува дека најдобро одговара или најповеќе заслужува. Ова е вистински ислам и ова е вистинска верност. Навистина, во сура 4, ајет 59 од честниот Куран, Аллах му наредил на човекот својата доверба да ја додели само на оние кои на тоа имаат право и кога ќе суди меѓу луѓето своите одлуки да ги донесува со правдина и искреност. Така, верноста на својата нација бара управната власт да биде дадена на оние кои навистина имаат право на тоа, така што нацијата може да напредува и да застане во првиот ред меѓу светските нации. Во многу делови на светот се случуваат штрајкови и протести против владината политика. Покрај тоа, во одредени земји од третиот свет, протестантите ги рушат или ги оштетуваат државниот и приватниот имот. Иако тие тврдат дека тоа го прават од љубов, вистината е дека таквите постапки немаат ништо со верноста и љубовта кон нацијата. Треба да запомните дека дури и таму каде протестите и штрајковите се водат мирно, без насилство, тоа сепак може да има негативна последица, бидејќи и миролюбивите протести доведуваат до милионски загуби. Под никакви околности, таквото однесување не може да се смета за пример на верност кон нацијата. Златниот принцип на кој не подучил основачот на Ахмадија Джемаат е дека какви и да се условите, секогаш мораме да му останеме послушни на Аллах, на пратениците и на владетелите на своите нации. Ова е истото учење кое е дадено и во честниот Куран. Поради тоа, дури и таму каде штрајковите и протестите се дозволени, тие треба да се одржуваат само до таа мера до која нема да и наштетат на нацијата и на економијата. Другото прашање кое често се појавува е дали муслиманите можат да им се придружат на воените сили на западните земји и ако тоа им е дозволено, можат ли да земат учество во воени напади на муслимански земји. Еден од основните принципи на исламот е дека ниту еден човек не смее да помага во постапки на суровост. Оваа клучна наредба мора да остане во умот на секој муслиман. Ако е нападната муслиманска земја, која и сама постапувала сурово и на неправеден начин и која го преземала првиот чекор во нападот, тогаш во такви околности Куранот на муслиманските влади им наредува дека треба да го сопрат насилството. Тоа значи дека тие треба да ја сопрат суровоста и да се обидат да го воспостават мирот.
Според тоа, во такви прилики, одобрено е да се преземат мерки за да се сопре суровоста. Меѓутоа, кога нацијата која направила престап самата се поправи и тргне по патот на мирот, тогаш не треба да се злоупотребат приликите на таа земја и на нејзиниот народ. Наместо тоа, повторно треба да им се врати нормалната државна слобода и независноста. На ист начин, исламот им дава право на сите земји, било да се муслимански или немуслимански, да ја сопрат суровоста и угнетувањето. Според тоа, ако е неопходно, немуслиманските земји можат да ги нападнат муслиманските земји за да ги постигнат овие искрени цели. На муслиманите во овие немуслимански земји им е дозволено да се придружат на војската на таа земја и да ја сопрат суровоста. Каде и да се создаде таква ситуација, тогаш муслиманските војници во која западна војска и да се наоѓаат, мораат да ги следат наредбите за да се оствари целта и да се воспостави мир. Ако, меѓутоа, војската донесе одлука неправедно да нападне друга нација и така стане угнетувач, тогаш муслиманот има право на избор и може да ја напушти таа војска. Донесувањето на оваа одлука не значи дека тој не е верен на земјата. Всушност, во такви околности, верноста кон државата од него ќе бара да преземе чекори и да ја советува својата влада. Да не дозволи да падне до оние длабочини, како оние неправедни влади и нации кои постапуваат на суров начин. Ако, меѓутоа, одењето во војска е задолжително и не постои начин да се избегне и неговата совест не е чиста, тогаш тој муслиман треба да ја напушти државата, но сепак не смее да го крева гласот и да се буни против законите на земјата. Тој треба да си оди, бидејќи на муслиманите не им е дозволено да живеат во некоја држава и да бидат нејзини граѓани, а во исто време да се против таа нација и да даваат отпор. Ова се само неколку гледишта на исламското учење, кои вистинските муслимени го упатуваат кон вистинските барања на верност и љубов кон својата земја. Времето кое го имав на располагање дозволуваше само накратко да ги допрам овие теми. Гледаме дека светот станал глобално село. Луѓето станале блиски и поврзани. Луѓе од сите нации, религии и култури се наоѓаат во сите земји. Тоа бара сите национални водачи да ги почитуваат чувствата на луѓето. Водачите и нивните влади треба да се трудат да создадат закони кои го напредуваат обкружувањето и духот на вистинитоста и правдата, наместо да донесуваат закони кои предизвикуваат вознемиреност и разочарување кај луѓето. Неправдата и суровоста треба да бидат отстранети и наместо тоа треба да се бориме за вистинската правда. Тоа најдобро ќе го направиме ако светот го препознае својот Создател. Секој облик на верност треба да биде поврзан со верноста кон Бог. Ако тоа се случи, тогаш ќе се увериме дека луѓето од сите земји втемелиле многу висок стандард на верност и ширум светот ќе бидат отворени нови патишта кои ќе не водат во мир и сигурност. Пред да завршам, сакам да ја искористам оваа прилика, повторно да ви се заблагодарам што ме повикавте и што ми слушавте. Нека Бог ве благослови, нека Бог ја благослови Германија. Ви благодарам многу. तो इज्ज़ इख्तियार कर देखो, हैं आसमान के तारे गवाह, सूरज चाँद पड़े हैं मांद, जरा कुछ विचार कर देखो। Денес го завршивме третиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.